Благодарам, подпредседателе. Имам јас 3 пратенички прашања и трите се до председателот на владата, господинот Христијан Мицкоски, за актуелни теми во општеството, нешто што треба да даде одговор за тоа како тие да се надминат. Јас нема да се служам со поставување пратенички прашања за да купам време и за да правам некоја магла, па за да некој испадне виновен, некој дека се грижи, туку сакам да поставам прашања кои што ќе ги интересира и граѓаните и бизнисот за тоа како работите да се сменат или во која насока планираме да ги водиме нештата, бидејќи до сега во овие 7 месеци покажавме дека значително работиме во тоа и во насока да се променат нештата. Видовме различни прашања, карактерот на тие што ги поставуваат е јасен. Не баре ВМРО ДПМН е 15 години на власт, а тие пред 7 месеци имаат доживеана амнезија кога и синдикати и пензионери ги бркаа на клоци од владата. И затоа, како што кажав, во таа насока и ќе ми бидат прашањата. Првото прашање, почитуван председателе на владата, сите знаеме дека во јавноста неколку дена е актуелна темата за повисоките цени во малопродажбата. Ние и кога бевме во опозиција, вие напати дававте изјава каде што критикувавте и ланци на маркети за некои нефер трговски практики кои што беа присутни во продажбата. Тоа го правите и сега, бидејќи ние не лавираме во ставовите дали сме биле власти и опозиција, туку сме ревности во тој и ако има некој проблем, кажуваме да, проблемот е тој и директно најповиканиот председателот на владата и го кажува својот став. Имавте пред неколку дена состанок со оние кои што се најповикани за оваа појава, тоа е министерот за економија, председателката на Комисијата за заштита на конкуренција, заменик министерот, како и директорот на Државниот пазарен инспекторат. И кажавте дека ние ова го разбираме, ова однесување на овие ланци на големи маркети, како директен напад на стандардот на граѓаните. И прашањето ми е дали може да се изнајде некаков механизам каде што би се ставило крај на ова однесување, кое што гледаме, и ова е мој личен став, дозволете да го признесам, дека е безобразно, бидејќи во изминатиот период ние направивме две работи кои што никогаш претходно не беа направени. Прво, ја ограничивме бруто профитната маржа, а второ, отидовме во насока да се договориме со луѓето, седнавме, направивме тоа што направивме, но гледаме дека овие практики не запираат и затоа прашањето ми е во таа насока, но и дополнително дали имате информација од контролите кои што веќе почнуваат да се спроведуваат на терен. Второто прашање ми е за капиталните инвестиции, бидејќи исто така кога бевме во опозиција со бројки критикувавме дека се недоволни и покажувавме директни примери. Од другата страна имавме одговор на тие тврдења дека се направени 1500 километри патишта и сега, председателе, вие имате во оваа држава една реалност од овие од СДСМ каде се што е добро тие го направиле, без разлика дали имаат некаков поим околу тоа, а се што е лошо е направено во претходниве 7 месеци. Таква е сега отприлика реалноста, ама видовме дека со работа, видовме дека со измена на закони, видовме дека со креативност во работата и со 24 часовно вложување може да се завршат проектите. Се заврши првата фаза на пругата, Страцин Крива Паланка бевте да го отворите, исто така експресниот пат Градско Прилеп исто се отвори, се работи на Кичево Охрид. Сега прашањето ми е една мака која што ја имаат младите во држава и за која што 7 години ништо не се направи и не се удри ниту една шајка. И сакам да ве прашам, председателе, докаде е постапката за откочување, кога ќе можеме да очекуваме да продолжи изградбата на Факултетот за физичката култура и на Финки. Тоа се оние згради кои што се во периметарот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, каде што беа критикувани и видовме дека 7 години, замислете, тоа помножете го по секунди, минути, часови, денови. Никој од овие гениалци кои што сега седат на зелените фотели пред салата, затоа што не влегуваат во салава, никој не успеа да направи и сметам дека тоа е прашање кое што вреди да биде одговорено, а паралелно на ова, едно подпрашање, би сакал да ве прашам, има обезбедено 18 милиони евра за реконструкција на студентските домови, па ме интересира во каква динамика оди реконструкцијата на студентските домови, бидејќи ние кажавме дека до крајот на мандатот, овие два кои што сега ги реконструираме сме во напредна фаза, но до крајот на мандатот со овие средства и со собирање на средствата од другите ставки, затоа што ќе се смогне сили да се реконструират сите студентски домови. Третото прашање, председателе, ми е за странските директни инвестиции. Ние во изминатиот период видовме во изминатите 7 години дека нивото на привлекување на странски директни инвестиции дошло до тоа да тој што ја водел институцијата се договарал кој ќе ги асфалтира патчињата во зоните. А претходно знаеме каква агресивна политика се водеше
Еден човек кој што ги разбира овие инвестиции вели ако претходно се држевме 2-2 па можевме до 93-4 минута да победиме 3-2, со ваквата политика на странски директни инвестиции кога ја преземавме власта за сите земји околу нас губевме 5-0. И сега видовме тоа, на тоа време заврши. Мене ме интересира следново. Напати и вие сте изјавили директорот на таа институција дека можеме да надминеме 1 милијарда странски директни инвестиции, по оно што е многу важно, очекуваме со истата динамика и оваа година да се движиме и дали може нешто да кажеме плюс во иднина што можеме да очекуваме во насока на директни странски инвестиции и што можеме да промовираме во наредниот период, бидејќи нашиот мандат започна со промовирање на странска директна инвестиција, која што беше особено голема од аспект на енергетиката и за тоа колку работни места ќе се донесат, бидејќи верувам дека овие три прашања се она кој што е супстратот на секоја влада и на нашата економска политика, а тоа е граѓаните да живеат подобро, да бидат платите што е можно повисоки, да се реализираат капитални инвестиции, како и да се носат странски директни инвестиции, бидејќи секој кој што е бруцош на економскиот факултет знае дека и така се подобрува животот. Она кое што е политиканство од страна на СДСМ, не сметам дека има некој граѓанин кој што сериозно го перцепира или го слуша од страната на нив, бидејќи кога ќе го видите Панини албумот со сликички од оваа страна, тие 18 мина, од тие кои што биле во учесници на владата, 9 се такви, 9 учествувале во владата и имате сега личности кои што се олицетворение на СДСМ, кои што критикуваат и така натака, а кои што едноставно се одговорни за ова ниво на кое што сме денес. Така да ве молам да ми одговорите на овие прашања.